Добре дојдовте на трета лекција, преглед на социјалните медиуми и нивните алгоритми. Веројатно во последно време многу слушате за вештачката интелигенција, но дали знаевте дека и го обликува вашето онлайн искуство уште од времето на Netscape Navigator? Од TikTok страницата For You до вашиот LinkedIn feed, а и алгоритмите одредуваат што ќе видите, кој ќе го видите и колку често. Разбирањето како функционираат овие алгоритми е клучно за секој што сака неговата содржина да биде видена. Особено за маркетери, креатори и брендови. Во оваа лекција ќе истражиме што се тие алгоритми, како го обликуваат корисничкото искуство и што секоја голема платформа приоритизира кога ја рангира содржината. Што се алгоритмите на социјалните мрежи? Ајде да почнеме со дефиниција. Алгоритам на социјалните мрежи е систем, обично подкрепен со AI и машинско учење, кој одлучува како ќе се сортира, рангира и прикажува содржината во вашиот фид. Неговата главна цел е да ви испорача релевантна и интересна содржина за да ве задржи да скрова. И еве ја работата, ниту двајца корисници не гледаат идентичен фид, дури и ако ги следат истите профили. Алгоритмите го персонализираат вашето искуство врз основа на вашето претходно однесување. Лајкови, споделувања, коментари и време поминато на објав. Овие алгоритми постојано учат. Тие се прилагодуваат секој пат кога ќе изгледате видео, ќе прескокнете објава или ќе следите некој нов. Како бренд или креатор на содржина, знаењето како да се ангажирате со овие системи е разликата помеѓу видливост и невидливост. Како функционираат алгоритмите на социјалните медиуми? Основниот процес е едноставен. 1. Анализирајте го вашето однесување во минатото. 2. Оценувајте ја новата содржина врз основа на предвидената релевантност. 3. Рангирајте ја и прикажувајте ја таа содржина во вашиот фид. Секоја платформа користи малку различни критериуми за рангирање, но некои вообичаени сигнали вклучуваат колку брзо објавата добива ангажмент. Видот на содржина, видео, слика, линк и вашите претходни интеракции со создавачот. Неодамнешност и релевантност се тековните трендови. Ајде да одиме платформа по платформа и да го анализираме. Детално објаснување на платформските алгоритми, прв дел. Инстаграм. Инстаграм користи различни алгоритми за различни дело. Хранете. Ги разгледува вашата активност, лајкови, коментари, популарноста на објавата и вашиот однос со објавувачот. Приказни. Дава приоритет на луѓето со кои најмногу комуницирате. Истражувај. Се фокусира на висок ангажман и содржина со која веројатно ќе комуницирате. Ролни. Дава приоритет на забавата, стапката на завршување и повторните споделувања. Бонус поени за користење на аудио во тренд. На Инстаграм брзата интеракција и забавата се најважни. TikTok. Алгоритмот на TikTok е фокусиран на откривање, што значи дека се насочено кон пронаоѓање содржина што ќе ја обожавате, дури и ако никогаш порано не сте го виделе креатор. Сигнали за рангирање. Интеракции на корисници, допаѓања, време на гледање, споделувања, информации за видеото, титлови, звуци, хаштагови, поставки за уред и сметка, јазик, локација. Вреди да се напомене дека бројот на следбеници не е фактор. Малите креатори можат да станат вирални со вистинската содржина, фокусирајќи се на трендовите и ангажманот. Facebook. Facebook ги рангира објавите според тоа со кого најмногу комуницирате, пријатели, страници, групи. Видот на медиуми со кои комуницират. Вашата веројатност за коментирање или реакција, без разлика дали објавата е информативна и значајна, создава содржина што поттикнува значајни интеракции, особено споделувања и коментари. Разглед на платформските алгоритми, втор дел. YouTube. YouTube е за однесувањето при гледање. Видеа што сте ги гледале или ви се допаднале, теми на кои поминувате време, времетраење и задржување на гледањето, ангажман, коментари, допаѓања, недопаѓања, трендови за кратки видеа, аудио и хаштагов. Создадете содржина што луѓето ја гледаат до крај. Стремете се кон силно задржување на вниманието и наслови што јасно ја одразуваат вашата тема. LinkedIn. LinkedIn се фокусира на професионална релевантност. Твојот однос со постер. Квалитет на содржината и длабочина на коментарите. Вредност на заедницата, например. Промислена дискусија. Твојата активност, групи, вештини, интереси. LinkedIn преферира квалитет наместо виралност.
Целете да едуцирате, информирате или професионално инспирирате. Се поранешен Twitter. Фидот во ги рангира објавите според поврзаноста и интересите на корисникот, популарноста на објавата, особено во вашата мрежа, кредибилитет и безбедност, намалување на спам. Градете кредибилитет и ангажман во вашата ниша. Теми и дискусии помагаат. Pinterest повеќе пребарувач отколку фид. Зачувани и повторно закачени пинови, метаподатоци и клучни зборови. Ангажман, особено зачувување. Фокусирајте се на оптимизација на сив стилот и богата визуелна содржина со јасни метаподатоци. Теми и рана платформа, но брзо расте. Дава приоритет на интеракцијата, историјата, лајковите, прегледите. Популарноста на постери, моментумот на ангажман, фокусот на лесна интерактивна содржина, раната привлечност е важна. Како да се работи со алгоритми на социјалните медиуми. Сега кога ги разбирате механиката, еве 7 клучни совети за усогласување на вашата содржина со кој било алгоритам. Запознајте ја вашата публика. Разберете што цени вашата публика, а потоа доследно доставете во тоа. Користете социјално сију. Клучните зборови и титловите, алтернативниот текст и хаштаговите ја зголемуваат можноста за откривање. Објави во вистинско време. Раното ангажирање е важно. Објавувајте кога вашата публика е најактивна. Поттикнете ја интеракцијата. Поставувајте прашања, спроведувајте анкети и одговарајте на коментари. Алгоритмите ги сакаат разговорите. Експериментирајте редовно. Пробајте нови формати. Ап-тест постови. Следете што најдобро функционира. Објавувајте повеќе видеа. Кратките видеа имаат приоритет на речиси сите платформи денес. Следете ги вистинските трендови. Бидете автентични, но не ги игнорирајте трендовите на платформата. Користете популарна музика, предизвици или хаштагови кога тоа одговара на вашиот бренд. Алгоритмите на социјалните мрежи не се вашиот непријател. Тие се вашата можност. Тие се дизајнирани да им прикажуваат на корисниците содржина што им е важна. Ако создавате содржина што е вредна, ангажирачка и усогласена со вашата публика, алгоритмите ќе работат во ваша корист. Да сумираме. Секоја платформа има своји уникатни критериуми, но сите даваат приоритет на релевантноста, ангажманот и задржувањето. Нема потреба да го хакираш алгоритма. Треба да го разбереш. Користете видео, комуницирајте со вашата публика и тестирајте што функционира. Доделување. Изберете една платформа што ја користите и истражете го сопствениот ангажман. Кои објави се најдобри? Во колку часот објави? Кој формат го користевте? Искористи го она што го научи денес за да го подобриш твојот следен пост. И сега успешно го завршивме нашиот прв модул за маркетинг на социјалните медиуми управуван од вештачка интелигенција. Во нашиот следен модул ќе стекнеме разбирање за податоците од социјалните медиуми. Се гледаме таму.